на Transparency International Македонија, господин Пандовски, добро вечер. Добро вечер. Ќе почнам разговорот со случајот кој што веројатно ќе биде еден од најголемите тестови за македонското судство. Тоа е случајот Пулс, трагедијата во дискотеката во Кочани. Од денеска имаме 63 жртви во овој случај, имаме повеќе од 30 обвинети. Какви се вашите очекувања за оваа постапка? Да, најпрво сочувство до блиските на Панчо. Денеска е последната жртва, нели она која се јави како резултат на трагедијата во Кочани. Во врска со судскиот процес, на почетокот имавме навистина експресна реакција од институциите. Меѓутоа, со толку многу обвинети, со толку многу обвиненија, со толку многу докази, со толку многу распити кои што треба да се случат, не може да очекуваме брзо носење на пресуда. Тоа не можеме да го очекуваме, но не ни треба да го очекуваме. Мислам, не ни би било пожелно, бидејќи често пати под притисок на јавноста, која знае да се прави врз судството, се инсистира на брзо завршување на одредени процеси. Пребрзото завршување, неизведувањето на сите докази може да резултира со неквалитетно водење на постапката, неквалитетни пресуди, кои што понатаму во други инстанции можат да паднат и повторно да се вратат на повторно судење, што значи очекувам дека ќе биде долг процес, нема да биде премногу долг, како што викаат 15 години. Знаете како голем револт кај родителите предизвикаат тие изјави кои што ги дава одредени ваши колеги, дека ова ќе биде процес кој што никогаш нема да заврши или ќе трае повеќе од 10-15 години. Со право родителите се револтирани, зашто тоа е навистина бавна правда. Од друга страна, јавниот обвинител реагираше дека нема вистина во ваквите изјави. Каде е вистината реално? Кој би бил рокот кој што треба реално да го очекуваме за една вака обемна постапка? Па неблагодарно би било да се каже точен рок, меѓутоа дека сигурно ќе трае неколку години, ќе трае. Во тие неколку години ќе треба да се изведат сите докази, ќе треба да се сослушаат обвинетите, ќе треба да се донесе правична и правилна пресуда, бидејќи знаете како што правдата треба да се задоволи на страната на оние кои што се оштетени, оние кои што ги имаат изгубено најмилите во овој случај, така од друга страна правдата треба да биде задоволена и од страната на обвинетите. Јас како адвокат тоа многу добро го знам. Значи само правична, правилна постапка која се темели на закон, без притисок од јавноста за тоа да биде брзо, може да резултира со правилна пресуда во која што тие што навистина сгрешиле ќе бидат казнати. Сега со години во државата главна тема е корупцијата и во овој случај позадината е корупција, но некако се наоѓаме во изборна кампања. Борбата со корупцијата, реформите во судството стана главна тема на локални избори. Зошто е тоа така? Видете, корупцијата е голем проблем со кој што нашата држава се соочува. Тоа не е од сега, тоа е години наназад. И корупцијата е нешто што по мене, не сакам да се впуштам во политика, меѓутоа најлесно поминува кај гласачот. Кога ќе им кажете ќе се справиме со корупцијата, луѓето го слушаат тоа што сакаат да го слушнат. Тие секојдневно се засегнати со проблеми кои што произлегуваат од корупција. Не може да си завршат најобични работи. Институциите се нефункционални поради таа корупција. Нивното право на остварување на одредени работи кои што треба да им бидат остварени им е занемарено заради таа корупција. Некој ужива предност по основ на неговиот статус, на неговите пари. И кога граѓанинот ќе го слушне тоа од политичарите, тој се чувствува убаво и гласа за нив. Меѓутоа, што навистина се случува надвор од овие предизборни програми, без оглед дали се тоа локални избори, дали се тоа парламентарни избори, претседателски, сите зборуваат за корупција. Меѓутоа, од друга страна, политиката, еве да ја земеме на страна да го трнеме правосудството, обвинителството и судството. Што политиката прави? Што институциите прават за решавање, за реформи во правосудството, за решавање на оние главни институции кои треба да се борат против корупцијата? Ако ги земеме, слушаме дека се потребни нови луѓе во институциите. Тоа ли е решението или што е решението за враќање на довербата во овој систем? Значи, точно е дека има голема хипокризија во судството и во обвинителството. Точно е дека има обвинители и суди на кои местото не име таму можеби. Но има и честни обвинители и суди. Има и луѓе кои што знаат да ја работат својата работа. Меѓутоа, како овие две клучни институции во едно демократско општество кои што треба да се борат против корупцијата ќе се борат ако се десеткувани? Како тие ќе се борат ако секоја година не им го давате минимум законскиот буџет кој што им следува?
и во судството и во обвинителството, како ќе се борат доколку со новите проекции на Министерството за финансии дури и за наредната година не им возможуваат конкретно вработување во обвинителството. Како обвинителството ќе се бори кога нема доволен број на обвинители, нема доволен број на службеници, кадри кои што треба да работат, нема доволен број на материјални средства. Како очекувате такви десеткувани институции да се борат против корупцијата? Како од друга страна, како очекувате борба против корупцијата кога клучното дело поврзано со корупција, злоупотребата на службена положба властување кое се осакати во 2023 година, се уште не се донесени законските измени на кривичниот законник. Им го одземате орудието на овие институции со кои треба да се борат против корупцијата. Значи, ако постои политичка волја, ако постои желба да се справиме со корупцијата, ќе овозможите овие институции конечно да застанат на здрави нозе, да бидат во полн кадар, значи да има доволен број на обвинители, доволен број на суди, ќе ги направите законите такви кои ќе бидат подобни за борба против корупција, кои што ќе им овозможи на овие институции да водат правилни процеси и да донесат правилни одлуки. Се до тогаш предизборните кампањи во кои што борот корупција се повторува постојано се само обични ветувања кои што не го гледаат светлото на денот. Че ако си имаш желба, постои и решение. Секогаш, да. Господин Пандовски, еден случај кој што неколку дена е главна тема во јавноста, тоа е она видео кое што излезе на социјалните мрежи со веќе разрешениот директор на клиниката за неврологија, па ова отвори дебата дали има потреба од законски измени со кои што токсиколошките тестови би се вовеле како систем на контрола на вработените. Има ли вакво искуство во други земји и кое е вашето мислење за оваа поставка? Моето мислење е дека секое дефинирање на процедура, секое дефинирање на изведување на докази во таа процедура ќе донесе за поправични одлуки. Имам чувство дека во последно време кај нас одлуките се носат под притисок на јавноста. Знаете дека се појави фотографија и одма министерот ќе разреши некој директор. Но дали е тоа така? Дали е таа фотографија автентична? Што е тоа што таму се конзумира под наводници од страна на тоа лице? Кога е и каде тоа случајно, доколку се... Значи, тие работи мора да се утврдат. Не може кога ќе излезе некаква фотографија и јавноста одма под притисок на медиумите да се крене на нозе, а политиката, односно министрите, да го задоволат она што во моментот се бара само за политички поени. Секогаш дефинирањето на постапките е клучно. Знаете, во една држава во која се дели власта на законодавна, извршна и судска, иако овие дисциплински постапки не спаѓаат под судската власт, тие сепак во себе содржат инквизиторски елементи, односно испитување на тоа што се случува. Ако сакаме да имаме правилни одлуки, секогаш мора да испитаме правилно целата ситуација. Во таа смисла, секакво воведување на правила во кои што и такви токсиколошки наоди кои што ќе се земат од крвта, дали се содржи, дали има определени опијати или не, ќе придонесат за поправилно решавање на ситуациите. Се до тогаш ќе бидеме само предмет на така наречено политиканско решавање на меѓутоа и не само да се донесат законски измени, туку и да се почитуваат. Ние гледаме дека бил директор на клиниката, немал лиценца за работа, па сега тоа отвара нови прашања. Повторно се враќаме на моментот. Имаме закони кои што не се спроведуваат и не се почитуваат. Тоа е повеќе пропуст на институциите колку негов пропуст. Значи, оние работи кои што институциите треба да ги преземат на контрола на ваквите ситуации. Уште еден пропуст кој можеби ќе резултира и би резултирал со некаква, не мора да биде трагедија, меѓутоа неправилност која ќе се случи. Значи, повторно тоа го зборам, контрола, точно утврдени постапки и процедури и на крај носење на правични решенија. Без оглед дали се работи за дисциплински постапки во одработен однос, дали се работи за проверки во рамките на управата, дали се работи за судска постапка, секогаш мора да имаме дефинирани правила. Господин Пандовски, благодарам многу за